магија и сила, мелодии што носат радост и иднина. Од рано утро до вечерите топли, пела со тебе, моменти се златни. Насмевка на лицето. Денеска нашата емисија ве води низ еден уникатен културен настан, поетско-музички перформанс, Љубење со стихови. Ќе разговараме со двајца современи поети кои љубовта ја претворија во уметност, Филип Димковски и Лина Димовска. Добар ден, добре ни дојдовте во Радио што се гледа. Добро ве најдовме. Тие не само што ќе ги спојат стиховите и музиката, туку ќе ги премостат и јазиците, културата и емоциите. Ќе дознаеме како изгледа љубовта кога се рецитира, како се чувствува, кога се пее и зошто поезијата е најинтимниот начин да се допре до душата на публиката. Останете со нас. Глас половина час и даваме и на љубовта и на поезијата. Би зборувале за инспирацијата за ова што ќе го организирате како манифестација, како се роди идејата за љубење со стихови, што значи тоа за вас евака лично? Лина, Почно. да ходама, да, повели. Љубење со стихови се роди сосем спонтано и случајно. Идејата за една ваква манифестација се роди многу порано пред отпочнувањето на манифестацијата. На една кафе средба со Филип разговаравме дека ни недостига некој простор каде што ќе се рецитира поезија, каде што ќе има некаков поетски перформанс, каде што ќе се ужива поезијата, да не биде тоа класична промоција на нечија поезија, на лиза, на стилови, на изразни средства, туку едноставно уживање на поезијата. И таа идеја лепдеше подолг период, за да уште еднаш се сретнеме и договориме да направиме настан на кој што ќе се рецитира поезија, поетски перформанс. Бидејќи поезијата која ја избравме за тој поетски перформанс најчесто беше љубовна, одлучивме настанот да го наречеме Љубење со стихови. И првиот перформанс се одржа, чинам, пред 2 години, 2023 година, во месец октомври, и од тогаш прерасна во една наша традиција, затоа што уште од првиот настан кај публиката имаше огромен интерес за љубење со стихови. И сега по 6-ти пат ќе биде организирано утре вечер. Да, утре во 19:30 часот во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков. Како и на претходните изданија, така и досега, ниедно издание не било исто. Значи, ниедно, немаме, и не, тоа ни беше целта. Да нема шема и да нема шаблон по кој ќе се организира секој настан. Секој има нешто ново. Има или нови песни, или нов начин, односно распоред на нашите рецитации. Некогаш имаме рецитација во дует, некогаш имаме диалог, некогаш имаме музички гости, некогаш немаме. Значи, секој издание е различно. Вчера една господја ме сретна и ме праша дали се подготвувате за настанот. Велам да, и како ќе биде, викам, особено за вас кои доаѓате уште од првото издание, се трудиме секој издание да биде различно. Во смисла да тие да се чувствуваат поинаку и да имаат желба да ни дојдат повторно, а до сега се надевам и утре ќе биде така, публика не ни недостасувала. Кои стихови од вашето творештво ќе бидат дел од ова издание? Како одбирате песни од други автори? Што ве води за да го направите тој избор? Појдовна точка значи уште од првиот настан е нашата желба дека сакаме да рецитираме пред публика. Второ, дека имам многу поезија која сме ја читале, сме се сретнували и сме сакале да ја споделиме. Тука има стихови кои им се добро познати на сите, но и многу песни кои ја немаат таа популарност. Кај нас мислам дека поезијата во последниве години во овој 21 век не е нешто многу популарен жанр. 21-тиот и 20-тиот век се сметаат за периоди на романот. Луѓето многу повеќе читаат романи и многу
поетски бисери се едноставно незабележани. Сега ние бидејќи читаме и рецитираме и постојано, самите подготовки сега ве тераат да откривате нови стихови, нови поети, па некоја многу ви се допаѓа, арно, ама кога ќе ја изрецитирате, некако не е тоа. Некоја Не се вклопува во па не дава енергија некоја има песни кои не ви даваат можност да се изразите добро. Може би се совршени како суштина, ама сценски некако не можете да ги доловите секогаш. И затоа така се менува, па некоја ќе видиме дека во некое претходно читање беше добро, ама не беше баш. Се гледа и реакцијата на публиката и велиме нема, следниот пат друга. А во однос на нашите песни кои ги пишува Лина нејзините, јас моите, се трудиме да бидат различни. Имаме еден момент кај што Лина рецитира моја песна, а јас нејзина. И имаме конкретно во ова издание утре, моите песни што ќе ги рецитирам се релативно со понов датум, значи напишани во текот на оваа година и една само е пред неколку или две пред неколку години напишани. Така што не се водиме, едноставно срцето не води, ќе биде ова или нема да биде и тоа е тоа. Ќе дадеме можност да прочитате нешто од срце, но следното прашање ми е дали има некоја песна што секогаш ја читате во овие 6 години и ако е така, зошто? Дали има некоја песна која што постојано вака е водилка во вашите перформанси љубење со стихови? Мислам дека до сега немаме песна што сме ја прочитале на сите 6 изданија на љубење со стихови. На предлог на Филип, по негова иницијатива, читаме една песна од Светлана Христова Јоцик, Љубовно востание, која што мислам дека овој пат ќе ја читам 3 пат со ред, затоа што ми се допаѓа тематиката на песната. Од една страна е љубовна, има некои феминистички елементи и дозволува добра интерпретација затоа што ритамот и сликите ни самата песна постојано се менуваат. Од мојата поезија мислам дека немам песна која што се повторува едно по друго. Да, може би некоја сум читала на некој од изданијата на љубење со стихови, меѓутоа гледам да не се врзувам со една песна да мора таја постојано да се интерпретира, гледаме да се различни песни, се преслушуваме некогаш, што мислиш да ја читам оваа песна, што мислиш како да го нагласам овој стих или оваа строфа. Меѓутоа, мислам дека се трудиме да представиме на различна содржина секогаш или различна интерпретација. Тука би ја дополнил Лина, да, немаме песна која цело време сме ја рецитирале во сите 6, но има кои се повторуваат, како што рече Љубовно востание. Лина неколку пати има изрецитирано една моја песна Крилата љубов. Да. И веројатно тоа сваќаме дека низ овие сите читања има песни што онака баш ни легнале на срце и едноставно нам не ни е пријатно да ги нема. Таков е случајот и со песната Умилкување на Петре М. Андреевски. Неа ја рецитираме на еден поинаков начин, односно јас ја рецитирам Умилкување од Петре, а Лина рецитира песна од една поетеса која е дводомен автор, пишува и на македонски и на српски, живее во Нови Сад, Снежана Алексис Станојловиќ, која има напишано женски одговор на песната на Петре М. Андреевски. Петре вели само да ме сакаш, а Снежана одговара во нејзината песна само да те сакам. Така што тие што ќе бидат утре гледачи ќе повторно ќе го слушнат тој поетски диалог. А сега ако имам некоја мала музички дел за да слушниме како тоа ќе звучи утре, ќе можеме ли нешто да прикажеме денеска за нашата публика? Можеме. Може. Да. Може. Ајде да се договориме само со шодите. А од Оливера? Од Оливера. Добро, ти од Оливера, јас од Анте. Може. Јас ќе повикувам еве и оние што не следат и што не гледаат да ни се вклучат ако имаат некакви прашања или пак ако сакаат да прочитаат нешто од нивната поезија, можеби вас ќе ви се допадни да слушнеме, да размениме Зошто да не? едно
поетско размислување поврзано со љубовта и поезијата? Задгробен живот. Го живеам задгробниот живот на моите предци. Во мене, луѓето ги препознаваат нив. Во мене мајка ми ја наоѓа мајка си. Во мене ќерка ми ја среќава баба си. Моето тело, гробница на предците. Моето тело, утроба на потомците. Оваа песна е од Оливера Антоновска, дел од незината стихозбирка Ние смеева и добитник на наградата Антево перо за 2025 година. Слушателите ќе имаат можност да ја слушнат оваа песна и утре. Браво, Лина, и Оливера е наша прилепска авторка. Да. Поттикнат од вашиот текст на Радио Пела за мечките и за една друга перспектива, избрав една песна која има слична порака, можеби. Не се вика, не е посветена на мечките, посветена е на дрвјата, ама во суштина пораката за односот наш кон природата е сличен, затоа не ја избрав. И иако многу одамна ја знам песната и многу пати сум ја рецитирал, никогаш јавно не сум ја изрецитирал, така што еве премиерно во Радио Пела. Рекоа старо е стеблото, се измачува и го исекоа. Го корнеа со копачи, со сила. Дојдоа потоа да го раскопаат дворот. Го исчистија од плевел, од лишај, посеаја трева и никна тревата. Озелени. Само на местото, каде што го сосекоа и корнеа стеблото, не никна трева. Одново раскопуваа, одново фрлаа семе, попусто. Среде тревата остана една голема лузна. Рекоа, земјата си ги памети сите своји рожби и не заборава таа на нивните страдања. Лузната остана за да ја прераскажува судбината на стеблото прерано сосечено. Во него се уште да ти имало живот. Чиниш, целата судбина на стеблото се читаше на таа голема лузна среде зеленилото. Анте Поповски. Благодарам. Мора да знаеме дека тоа е во шумата е жив екосвет и растенијата и животните и не треба да престанеме да им го уништуваме домот на животните. Како и да е, продолжуваме со она што вие ќе ни го принесете утре. Би сакала да ве прашам каква има улога музиката во вашиот перформанс. Дали е поддршка или рамноправен елемент? Овој пат на ова љубење со стихови, музиката се јавува како поддршка, како дел од нашиот поетски перформанс, меѓутоа музиката нема да биде застапена на сите песни, туку нашиот придружник Методија ќе ја интерпретира во договор со нас. Имавме една проба на која што се договоривме во кои песни сакаме музичка поддршка и ми се допадна што кај Методија видовме еден позитивен одговор, затоа што се трудеше да се прилагоди на содржината на песните, го следеше нашиот ритам, ни укажа на некои моменти каде ние треба да ја следиме музиката, каде тој треба да се прилагоди на нас. И од аспект на музичката поддршка, мислам дека овој љубење со стихови ќе биде, може слободно да речам, најдобро до сега. Вистина во Методија Милан ни го предложи незапозна, значи Милан Секуловски. Тој не поддржува од првото издание, во едно од изданијата беше дел од музичката придружба, заедно со Сергеј и со Катерина Поповска како вокален солист. А сега ќе ни биде повторно гостин. Даде некој свој актерско видување или некаква сугестија во однос на тој не некако музичката врска. По негов предлог соработуваме со Методија Костовски. Од моето досегашно искуство, многу малку луѓе, музичари, имаат сенс да ја почувствуваат поезијата и кога треба да се рецитира тоа да биде
да звучи унисоно, да звучи силно, да биде моќно, а секој да го заземе доволното место, значи никој да не претера. Ни поезијата, ни музиката. Да. Кога рецитираме, ако музиката е прегласна или не се совпаѓа, тогаш наместо добро лошо сме направиле. И можам да речам дека малкумина од моето досегашно, па големо би рекол искуство во такви рецитации и перформанси со музика, Методија буквално забележуваше на секоја точка каде сме ние погласни, каде потивки, каква музика да оди во позадина и мислам дека утре на вистина ќе звучи добро, а Милан ќе го видите во едно друго издание во кое можеби, не знам дали воопшто некогаш сте го виделе, затоа дојдете, нема да ви откриеме. Овој пат ќе рецитирате и песни од српски и руски поети. Што ве поттикна да вклучите поезија од други автори или странски автори? Како реагира публиката на интерпретацијата на странските автори? До сега сме немале Сме немале странски автори до сега, да, и не знаеме како би реагирала публиката на странски автори. Иако очекувам позитивна реакција во секој случај, на досегашните љубења со стихови се трудевме да презентираме исклучиво македонска поезија од македонски автори и имавме едно љубење со стихови во кое презентиравме поезија само од прилепски автори, автори од Прилеп и околината. Меѓутоа, за ова љубење со стихови одлучивме да излеземе од таа рамка и прв пат имаме слободна тема на љубење со стихови, затоа што до сега се држевме до некои теми. Имавме патриотска вечер, имавме љубовна поезија, родолюбива поезија, меѓутоа овој пат одлучивме да имаме слободна тема и да вклучиме автори кои што ние сметаме дека нивните песни ни лежат, сакаме да ја представиме нивната поезија. И овој пат повторно кај мене чинам дека со исклучок на една песна сите песни се повторно од македонски автори. За македонска да, поезија. а кај Филип гледаме и француски поети, и руски поети, и српски поети. Идејата е од она што претходно го кажав, цело време да биде Секогаш нешто да е различно, а од друга страна јас низ годините сватив дека сум препеал преку 300 песни од автори од целиот Балкан. И кога видов дека се 300 и меѓу нив има толку убави песни, а голем дел се од современи автори, решив дека ова е добра можност, барем едно мало делче, 2-3 песни на кои сум направил препев, да ги слушнат нашите гости. Значи тука се препеви мои од српски јазик, од руски. Барбара на Преверче слушнете секако на македонски во препев на Паскал Гилевски, подобар препев, мислам, не постои од него. Иако на интернет има некои верзии кои се многу полоши, а ќе слушнете и една моја интерпретација на една руска песна на руски јазик и нешто што може би е интересно. Обично луѓето што ме знаат викаат: "А, ти знаеш македонски, ти одат јазиците." Не е точно. Јас сум некако многу повеќе насочен кон јазиците, кон словенските јазици. Мене тие ми лежат и ги сакам и ја разбирам таа поезија, а тоа не значи дека добро ми одат другите странски јазици. И ќе се случи низ годиниве заради мојата постојана соработка интензивна со Србија, со Хрватска, да напишам песна директно на српски јазик или директно на хрватски. Така ми дошло и така сум ја запишал. Луѓето кои користат интензивно англиски, често пати ќе кажат ми дошло наеднаш на англиски да ја напишам. И прв пат ќе прочитам една песна која директно ја имам напишана на српски јазик. Тоа е изворната нејзина форма. Таа е застапена во зборникот во чест на Душко Трифуновиќ, на би рекол и српски, меѓутоа и југословенски поет. Еден од авторите на најпознатите песни на Сеад Мемиќ Вајта и така натаму од она убаво време на бивша Југославија. Така што, тоа се така некои иновативни мали моменти кои ќе бидат прикажани утре.
Се тоа што го кажавте, верувам дека ќе биде инспиративно за да дојде публиката, и да ја предизвикуваме љубопитноста кај публиката. Не се сомневам дека тоа ќе биде една убава вечер. Не зборувате само за љубовта кон саканиот, зборувате за повеќе видови на љубов, бидејќи навистина емоциите кон се поврзано со љубовта може да биде прикажано преку поезијата. Каква реакција добива публиката? Има ли некој момент што ви оставил вакаво сеќавање кога станува збор за изминатите 5 изданија? Има. Па не знам, мене со Марија и со Давид моментов Има со Марија и со Дејан моментот, да. Имавме случка на љубење со стихови, кога за прв пат го организиравме по повод денот на влюбените. Марија, која што живее во Ресен, и Дејан, кој што живее во Битола, исто така пишува и проза, и поезија, и колумни, следам во последно дека пишува. Дојдоја специјално за љубење со стихови, да си поминат една убава вечер по повод денот на љубовта и виното, тука во Прилеп. Кажаа дека се дојдени специјално за љубење со стихови, и после тоа станавме и јас и Филип, многу добри пријатели, и со Марија и со Дејан. На иницијатива на Марија бевме гости во Љубовно на нејзиниот проект Цртај на македонски јазик. Потоа бевме гости и во Домот за млади, Центар за култура, во Центар за култура во Битола. Преку Марија ја организирав промоцијата на Мачорот Тане во Ресен. Така да, тоа е една убава соработка која сме оствариле преку љубење со стихови. Сме имале гости од други градови. Често се случува на љубење со стихови некој од публиката да почувствува дека сака да сподели некоја песна, некоја поезија. Меѓутоа, засега тој дел мислам дека го ограничуваме и се држиме строго до тоа да нема непланирани интерпретации на љубење со стихови, затоа што еден настан кој што е планиран од 1 час, максимум час и 15 минути, во никој случај да не ја премине границата од таа временска рамка, доколку секој од публиката се јави и каже дека сака да прочита песна, тој настан би се извлекол до бескрај, а дури и ние, иако сме поети, често дискутираме дека колку и убав да е начинот на интерпретација, колку и да е убава поезијата, се што трае подолго од 1 час, мислам дека е малку претерано и дека е премногу за било која публика. Да, сега живееме во едно динамично време и луѓето и нема толку долго време треба да се има мерата. Треба така народски речено да се преведе преку вода жедна публиката, да остане желбата за повторно да дојде. Знаете, сигурно сте биле на настани вие каде што нешто трае 3 часа и си викате сега бев и уште еднаш повеќе никогаш нема да дојдам. Наместо да ја привлекуваме на тој начин ја одбиваме ние публиката, ако претераме. Од друга страна, не е суета моментот дека не сакаме други да се вклучуваат. Моментот е се гради една атмосфера во тие 60-70 минути. И сега може еден многу ситен момент, поезијата е многу интимна работа, еден многу ситен момент може да ја наруши целата атмосфера и тогаш вечерта е пропадната. Колку и да колку и да било добро. Од тие интересни моменти би издвоил дека многу пати јас се движам низ публиката или на понекогаш и можете да ги видите, значи сум видел солзи, сум видел трепер, после дошле луѓе и ми рекле оваа песна што ја изрецитираме подсети на мајка ми, на пример, или на некој спомен од детството, од животот, или на некои интимни моменти, некогаш тажни, некогаш радосни, и всушност тоа е целта и тоа е магијата. Значи допрело до срцата и кога ќе имате такви реакции, една господја сподели еднаш дека некоја рецитација која сум ја рецитирал на љубење со стихови, а потоа ја имав снимено, дека редовно си ја пушта кога не е добро расположението и тоа ја расположува. Тогаш сето ова добива смисла. Јасно. Бидејќи да има и смисла ова наша денешна емисија, поврзана со, рековне, најинтимното нешто, поезијата и љубовта, јас би ве замолила, ако можете или ако сте волни да ни прочитате уште некој стих, за вака да ја премениме публиката и да ја поттикнеме нивната љубопитност да не посетат утре вечер.
Може би може да малку од тој диалог. Диалогот. Последните последните стихови на умилкување, може? Да. Јас ќе се надобрзам со првите. Ќе ги шпионирам сите кратци на твоите часови. Ќе ги исфрлам од употреба страните на светот. И светот по црна ноќ од миженка ќе го истрчам и ќе те фалам и кудам под сите небеса, само да ме сакаш. Кај ќе стасам, ќе разделам топло од студено, на шеќерот ќе му забранам да се споредува со тебе. Не ќе оставам растојание што ќе биде меѓу нас, со ова што го велам и слепо и глуво ќе исцелам, само да ме сакаш. Ќе станам солза од окото морно што тече и ќе истечам така никогаш во окото да не се вратам. Од мене само солена трага на лицето ќе светка, само да те сакам. Ова е еден мал дел од тој поетски диалог. Прекрасно. Остануваме без зборови во студиото и верувам дека ова вака долго ќе трае во овие простории. Планирате ли да го проширите, да ја проширите манифестацијата Љубење со стихови надвор од Прилеп? Тоа некогаш кога размислувам... Има ли идеја за некоја нова форма? Некогаш се двоумам, некогаш си викам може би е добро, некогаш може би не. Од една страна веќе некако стана белек на градот со ова што освен Марија и Дејан не се случило да ни дојдат гости од Кичево, од Битола, од Емир Хисар, да дојдат баш специјално за настанот, и од друга страна некогаш си велам може би е добро да остане белек на градот. Од друга страна пак некогаш сме имале покани, сме имале понуди, засега не сме реализирале, но може би како сепак дел што е роден тука во градот, повторно ќе си го презентираме Прилеп, но може би некаде низ државава. Навистина се прошири многу и за сето тоа се заслужни и медиумите. Благодариме и на поддршката на Радио Пела што имаме од првото издание до ден денес. И со гостувањата, и со текстовите на порталот, и на сите други медиуми, и од градот, но и од државава. Сега веќе и медиумите надвор од државава пишуваат, односно надвор од Прилеп пишуваат, па може би од државава. Но може би ќе се случи нешто такво, ако има интерес. Не е воопшто лесна подготовката, така што ова е нешто што го правиме вон сите наши други обврски и активности, го правиме од љубов. Ако има можности, ако има желба, може би ќе се случи и нешто такво. Не знам ли на каков став имаш за овако не покана, дали да ги одбиеме или да ги прифатиме? Не знам каков став имам искрено и јас за нештово, затоа што кога почнавме со Љубење со стихови, бевме спремни тоа прво издание да го одржиме по секоја цена, макар и само ние двајца да треба да читаме поезија и да нема никој присутен. И мислам дека ни јас ни Филип не очекувавме дека уште од првото, веќе на второто издание немаше место во локалот кај што бевме. Во моменти дури онака се почувствувавме засрамено затоа што луѓе влегуваа, ја отвараа вратата, затвараа и заминуваа. Немаше каде да застанат буквално. Да, немаше воздух. Немаше воздух. И се ширеше, значи. Дури ние бевме вака притиснати, ограничени, како јас седам тука и одма овде каде што е масава, моментално стои човек пред тебе кој дошол да слуша поезија. Ептен интимно беше. Значи, им благодариме за досегашната работа и на кафулињата Лувар и на таверна. Прв пат сме сега во институција, во фоаје, во Центарот за култура. Благодарност до Центарот за поддршката во однос на просторот. Навистина тој простор стана убав и топол. Од друга страна, прв пат од сите досегашни изданија овај настан поддржан од општина Прилеп. Благодариме што го препозна како настан. Ние од старт знаевме дека нас не поддржале или не поддржале, тоа нам не ни менува, ние ќе одиме, меѓутоа е убаво
да видите дека некој тоа го увидел и дал поддршка, и ова е прв настан кој е официјално во организација на нашето здружение Зокум, бидејќи бевме претходно бевме во зародиш, сега сме официјално, формално, правно регистрирано здружение. Брзо лета времето со вас. Лина и Филип, благодарам што љубевте со стихови заедно со нас. Ви посакувам да имате утре успешна манифестација, несомнено и ќе биде успешна, затоа што и според вашите кажувања и досегашните искуства се потврди дека публиката ја сака поезијата и сака да слушни убави звуци, поетски и музички. Ви благодариме, ве очекуваме да ни бидете гости и секако уште еднаш упатуваме покана до сите што не слушаа во оваа емисија, дека се добре дојдени, се наплаќа со насмевка, влезот е бесплатен, уживањето е бесплатно. Дури овој пат имаме и пијалак за сите вас да се чувствувате погубаво, опуштено и да уживате во нашите стихови. А вие, почитувани, до следниот поетски допир, останете инспирирани.